Видеоразработка на постапување за превенција од радикализација. Што може и треба да направи училиштето во различните фази од идентификувано проблематично однесување кај ученик? Образованието е клучен фактор за превенцијата и за градењето отпорност на заедницата кон населен екстремизам. Наставниците имаат одговорност да препознаат и реагираат во ситуации кога настануваат несекојдневни промени во однесувањето кај учениците. Тие имаат клучна улога во рано препознавање на појави и идеологии што промовираат населен екстремизам и за препознавање на фазите на радикализација кај младите. Активностите што ги преземаат наставниците не смеат и не треба да предизвикуваат обратен ефект. Не смеат и не треба да ги повредат учениците, да поттикнат дискриминација по основа на религиска, расна или етничка припадност, нивно омаловажување, истакнување како проблем, отфрлување од колективот и слично. 3 категории врз база на степенот на промени во однесувањето на учениците за време на училишниот период. Од огромна важност е наставниците навремено и точно да ги препознаат раните знаци што ги даваат учениците ранливи на радикализација што води до насилство. Овие индикатори треба да се земат само како упатство и не представуваат вкупна оцена за степенот на радикализација на индивидуата. Прва фаза – проблематично однесување. Оваа категорија ги карактеризира индивидуалните однесувања преку кои може да се забележат несекојдневни промени во однесувањето, но и во физичкиот изглед. Ученикот покажува наклонетост кон идеологијата и учењето на политички здруженија, идеолошки и религиозни групи што се базираат на расна, етничка, верска или политичка надмак, спротивставувајќи се на основните вредности и принципи на демократијата и на човековите права. Ученикот изразува јасни ставови во врска со поларизација на општеството на расна, етничка, верска или политичка основа. Ученикот се повлекува во обичаени секојдневни активности во училиштето и семејството, ги менува старите навики, се чувствува отфрлен и се изолира. Што треба да направи наставникот во рамките на своите компетенции? Невообичаеното и проблематично однесување на ученикот треба да биде препознаено уште во рана фаза. Во оваа фаза, наставникот треба да поттикне сопствена иницијатива за отстранување на ваквите појави. Дајте им можност на учениците да поставуваат правила и одговорности. Отворено разговарајте со нив за овие теми и за последиците од нив. Учете ги за нивните права. Постапувајте со поучни превентивни мерки, а не казни. Отворено дискутирајте за насилството, за различностите во религиите и во верувањата. Подигнете ја свеста за човековите права и промовирајте почитување на разликите. Предложете им да организираат активности. Одвојте време да разговарате за лошото однесување. Залагајте се за механизми за пријавување. Иницирајте создавање платформа на интернет. Втора фаза – загрижувачко однесување. Карактеристично за оваа фаза е промена во однесувањето што може да укажува кон почетоците на радикализација. Во ставовите на ученикот може да доминира недоверба кон надворешниот свет и легитимизирање на употребата на насилството за постигнување на своите цели, додека во однесувањето да преовладува детерминирана за одбрана на одредена кауза. Ученикот чита и проповеда религиозни и идеолошки ставови во семејството, соседството и во училиштето, што се спротивставуваат на основните вредности и принципи на демократијата и на човековите права. Се спротивставува на правилата во училиштето и одбива да учествува во активности или да комуницира со одредени лица. Ги нарушува односите со семејството, врсниците и со училиштето во обид да го задржи новиот начин на живење и круг на познајници. Отворено го оправдува насилството за одредена кауза и изразува омраза кон други поединци и групи. Се идентификува со идеологијата и учењето на екстремистички групи и манифестира припадност кон вакви групи. Активностите на учениците во оваа фаза се наоѓаат на тенката линија помеѓу легалното и нелегалното. Меѓутоа, секоја активност е невообичаена и надвор од нормалното однесување на учениците. Инертноста или неангажираноста на наставниот кадар во оваа фаза може да доведе до влошување на ситуацијата. Трета фаза – алармантно однесување. Карактеристични за оваа фаза се однесувања што укажуваат дека ученикот го согледува насилството како единствен легитимен начин на дејствување.
Ученикот поттикнува или учествува во акти на насилно однесување. Покажува интерес и се распрашува кај наставниците како да користи специфични елементи со кои може да направи експлозивна направа или оружје. Учествува во кампањи за собирање финансиски средства за екстремистичка група. Повикува други ученици да се придружат на засилничката и екстремистичка група и ги поттикнува на активности за каузата. Контактира и действува за потребите на екстремистичка група преку добивање инструкции од луѓе што регрутираат и од водачи. Учествува во патување или во активности за потребите на насилничката и екстремистичка група надвор од местото на живење. Прави план за патување во зони каде што насилните екстремистички групи се активни или во зони на конфликт. Учениците во оваа фаза често можат да преминат границата на дозволеното и да превземат активности во рамките на училиштето што се нелегални и што се казнуваат според кривични закони на државата. Што треба да направи наставникот во рамките на своите компетенции? Наставникот во фазите на загрижувачки алармантно однесување има значајна превентивна улога и во ниту еден случај не смее да ја преземе улогата на полицискиот службеник или на разузнавачката служба. Затоа, наблюдувајте, истражете и разберете ги причините за специфичното однесување на ученикот. Преземете активности со цел да се обидете да го одвратите или да го убедите ученикот дека активностите што ги извршува не се типични за него и не се во согласно со кодексот на однесување на училиштето. Информирајте го родителот за невообичаеното однесување и активности на ученикот. Информирајте ги педагогот, психологот, директорот, наставниот совет со цел да преземат соодветни мерки. Само комбинација од неколку индикатори во исто време или континуирано во одреден период треба да се разгледаат како можни знаци на радикализација што води кон насилен екстремизам. И истите треба да се проверат низ неколку извори за донесување на валидни заклучоци. Едукативните програми, иницијативи и активности за превенција и за спречување на радикализацијата што води до насилен екстремизам треба да почиваат на социјална правда, интеркултурализам и на универзални човекови права и да ги негуваат и развиваат. Наставниците имаат клучна улога во превенција на насилниот екстремизам во училиштата. Да направиме позитивна промена кон силна и толерантна младина.